Најнапред сакам да ви се заблагодарам за тоа што одговоривте на нашето барање да се сретнеме денеска овде со вас, иако на агендата на собранието се наоѓаат многу важни политички одлуки кои што се значени за нашата европска и евроатлантска интеграција. Меѓутоа и темата за која што денеска говориме е дел од тие евроинтегративни процеси и никако не е одвоена и не може да биде одвоена од било која друга важна тема која што се наоѓа на собранието на агендата или генерално во државата. Минатата година го започнавме процесот на реформи во безбедносно-разузнавачките служби, каде фокусот беше ставен посебно на системот на следењето на комуникација. Во процесот на создавањето на законските решенија, секако нивното усвојување, огромна улога имавте и вие пратениците, зашто сакам да ви се заблагодарам од моје име, од име на МВР, за конструктивноста, за посветеноста, за ангажманот кој што го имавте, без разлика кој од која политичка структура доаѓа, секој се вгради со свој придонес во тие значајни реформи на системот на следење на комуникација. И тоа покажа колку е потребно да имаме реформи во овој сегмент кој што постојано беше баласт на развојот на македонското општество. И овој пат очекувам собранието, представено преку вас пратениците, да биде конструктивен чинител, да го даде својот придонес во реформата на службите, која што ја започнавме. Поедовна точка за оваа реформа е извештајот на експертската група на април 2015 година, каде беа дадени сериозни критики за злоупотребата на управата за безбедност и контрразузнавање преку системот за следење на комуникацијата и преку концентрацијата на моќ. Сериозни критики беа и причина за сериозна политичка криза во нашата земја. Тоа беа критики кои што се констатира и во многобројните извештаи на Европската комисија и на други релевантни чинители во Европа за тоа како Република Македонија е поставена во делот на службите, во делот на системот за следењето на комуникација. Една од забелешките велеше дека состојбата е резултат на непочитување на професионалната етика, основните принципи на ризично управување и недостаток на познавање на чувствителноста на разузнавачките задачи во рамките на управата за безбедност и контрразузнавање. Беа дадени и забелешки за начинот на вработување и селекција во службата, како и недостаток од изграден систем на постојана обука и совршување на кадарот во управата. И токму овие забелешки ги даваат насоките во кои треба да се движи и спроведе реформа и управа. И тоа не беше многу тешко да се забележи. Јас кога говорам во право е председател на комисијата, дека најважно во секоја реформа, најмногу во овие реформи е реформата на умот. Говорам токму за ова. Да изградиме добар систем кој што ќе овозможи вистински луѓе кои што се образовани, кои што се подготвени и понатаму да се едуцираат во животот, да бидат дел од овие служби, службата да биде целосно департизирана и декриминализирана, заради тоа што сега постојат индикации, постојат елементи кои што укажуваат и на едното и на второто. Ако ви напоменам дека внатре во службата имате вработени од дипломирани стоматолози, па се останато, тоа доволно говори дека воопшто не е посветено внимание на изградба на служба која што ќе штити Република Македонија, туку напротив, секој во изминатите 28 години, повеќе или помалку, имал интерес да штити лични, да штити политички, да штити бизнес интереси, да штити, ако сакате, и некакви криминални интереси. И тоа треба да не води низ процесот на оваа реформа, која што не треба во ниеден момент да биде козметика, туку треба да биде суштинска реформа која што ќе е ефикасна и ќе е ефективна. Затоа реформата на управата за безбедност и контрразузнавање, односно Агенцијата за разузнавање и военото разузнавање, бидејќи разговараме за цел еден комплекс на разузнавачките служби, не сме само да се сведе на нови законски решенија.
туку мора да се развива долгорочна стратегија за тоа како се реформира и како овие служби во иднина ќе се развиваат, бидејќи тоа е многу важно да имаме континуитет и одржливост на реформата која што ја предлагаме. Изминатиот период работевме на враќање на угледот на професионална и релевантна служба, углед кој што беше сериозно нарушен во изминатите години. Меѓутоа, активностите кои што ги преземаме, тие не се доволни тоа да го постигнеме. Или ќе се постигнат резултати на краток рок. Потребни се структурни промени, потребни се успоставување на нови и современи методи на работа на оваа служба. Ова е мотивирано од две причини. Првата е заштита на националните интереси на државата, што впрочем е најважна улога на оваа служба. А втората е издигнување на службата на ниво на релевантен партнер во рамките на глобалната мрежа на безбедносно разузнавачки служби. Како да дојдеме до успешна реформа? Тоа е прашање кое што си го поставуваме секојдневно и јас и колегите кои што заедно работиме на целиот овој процес. Владата формираше меѓуресорска работна група која има задача да понуди најсоодветен модел за реформа пред се на управата за безбедност и контраразузнавање, но и со осврт на потребата од реформи во Агенцијата за разузнавање и военото разузнавање како институција од оваа област. Како дел од активностите одржавме неколку консултативни средби. Имавме средби со претседателот на државата, со истакнати експерти од областа и професори на Факултетот за безбедност, со представници на граѓанските организации кои што се фокусирани на заштита на човековите права и работењето на овие служби. Заклучокот од сите средби е дека реформата е неопходна и таа не смее да биде спроведена само проформа, туку напротив, треба да биде сеопфатна и треба да биде долгорочна. Токму затоа и не ветуваме дека реформата ќе ја завршиме одеднаш. За 3 месеци во целост, безбедносно разузнавачкиот сектор не може да се реформира. Туку ќе се направи база во која што ќе се почне со таа реформа и база која што ќе биде солидна основа за развој на службата така каква што е потребна на Република Македонија. Ќе поставиме добра основа, добар реформски план и постепено ќе се започне кон реформирање на сите овие служби и редефинирање на начинот на работењето, воспоставувањето на нови методи на работење на службата, напуштање некакви стари правила и навики во службата кои што биле во изминатите години, за да можеме сите заедно да констатираме дека навистина направивме служба која што е модерна, ефикасна и служба која што ќе штити Република Македонија. Како министер и како човек кој што е дел од овие општествено-политички процеси веќе долго време во Македонија, ја ќе ги споделам моите лични очекувања од оваа реформа, што очекувам дека треба да постигнеме и да направиме. Прво, да се создаде ефикасен систем за заштита на националната безбедност, кој нема да биде злоупотребен за партиско-политички цели. И ова е најважната работа што мораме да ја направиме, бидејќи заштитата на националната безбедност преку избор на модел кој што ќе е соодветен за Република Македонија, не модел кој што ќе биде копиран, туку ќе ги користиме најдобрите пракси, е клучното прашање по функционирањето на службата. Понатаму, моето очекување е функционирање на службата согласно меѓународните стандарди и правила, при тоа штитејќи ги и гарантирајќи ги државните интереси, а тоа пред се значи действување на службите, ослободени од политички влијанија, но и ослободени од било каква поврзаност со криминални структури или групи. И трето, воведување на современи методи на работа, преку кои ќе се зголеми нивната превентивна улога во справувањето со современите безбедносни закони. Бидејќи во иднина
имаме период кој што исклучиво ќе биде насочен кон барање на решенија или предизвик со кој што сите ние како држави ќе се сочиме за да создадеме механизми на заштита пред се од тероризмот, миграцијата, од сајбер криминалот и организираниот и сериозен криминал. Затоа сме денеска тука во собрание, сметаме дека овој модел пред да влеземе во дефинирање на моделот треба да го дискутираме и во собранието со пратениците, со членовите на комисиите, да ги чуеме и вашите очекувања, да ги чуеме и размислувањата за еднината на овие служби. Сега колегите ќе ја презентираат или ќе ја представат компаративната анализа и свот анализата за која што се работеше, да ги видиме кои се трите модели. Јас очекувам дека тоа ќе биде одлична основа за нашите дискусии кои што ќе имаме денеска по собранието. Благодарам на вниманието.